Кортизолот кај жените. Зошто се јавува исцрпеност? Хроничен стрес, кога телото е со месеци под притисок, кортизолот, хормонот на стресот, останува трајно покачен. Ментал лоуд, постојаниот невидлив товар од обврски околу работата, домот и децата го држи нервниот систем во постојан режим на тревога. Последици врз организмот. Симптоми се јавуваат хроничен умор, будење ноќе, подуеност, анксиозност и опаѓање на косата. Тежина, хормонот ни тера да бараме брза енергија преку шеќер, што води до таложење масти околу стомакот. Основни чекори за олеснување. Решенија: потребни се редовен сон, пешачење, намалување на кофеинот и исклучување на телефонот пред спиење. Заклучок: доколку уморот и хормоналните промени траат долго, потребно е да се направи медицинска консултација со лекар. Откажување од газирани пијалаци. Првите неколку дена. Абстиненција, кратењето на шеќер и кофеин може да предизвика неколкудневен замор или главоболки кои брзо поминуваат. Фокус, се спречува падот на енергијата што обично се јавува 1 до 2 часа по пиењето сок. Дигестија, се намалува надуеноста бидејќи нема акумулација на гасови во стомакот. Долгорочни ефекти. Метаболизам, значително се намалува ризикот од дијабетес тип 2 и се стабилизира шеќерот во крвта. Тежина и кожа, се исфрлаат празните калории што помага во слабењето, а чистењето од рафинирани шеќери го намалува појавувањето на акне. Заклучок: откажувањето од газираните сокови брзо ја враќа стабилната енергија во телото и долгорочно го штити организмот од хронични болести.